Дали светските брендови го користеле Боки 13 за промоција, неговиот близок пријател и поранешен водител во еден ТВ Сергеј Варушлија тврди дека Бојан Јовановски не купувал се. Дел од скапата брендирана гардероба ја добивал на подарок од светски познати дизајнери. Обвинителката Вилма Русковска го праша сведокот дали знае дека обвинителството има докази од фискални сметки дека Јовановски купувал скапи брендови, на што тој врати дека не тврди дека му било се подарено. Деталите ги оставам за во суд. Голем дел од таа гардероба не е стекната туку така, со години, и голем дел таа гардероба е дефинитивно поклонувана. Одговарајќи на прашања на одбраната, Варушлија го опише и моментот на апсењето на Јовановски на граничниот премин Богородица, кога требало да патуваат заедно на одмор. Кажа дека на куп им биле спакувани работите во 5 заеднички куфери, велејќи дека не било се од запленетата гардероба во сопственост на обвинетиот. Варушлија кажа и дека намерата на Боки 13 не била да избега од државата на 15 јули. Одговорно тврдам и пред сите вас и пред целата јавност во овој момент дека Бојан немаше никаква, апсолутно никаква намера да избега од државата. Мислам, како ќе со 5 луѓе во кола, со авионски карти, со повратни билети, со резервиран смештај, со се организирано, со повратни карти, значи сите тие документи постојат, така да тоа покажува дека навистина тргнавме да одиме на одмор. Покрај Варушлија, во судот денеска сведочеа и Александар Котов и Марија Јанковска. Котов е собственик на галеријата од каде се уметничките слики кои беа запленети во домот на Јовановски. Тој вели дека тие не биле купени од страна на Боки 13, туку му биле дадени на реверс, со цел понатаму да бидат продадени на аукции преку еден ТВ. Јанковска пак зборуваше за неколку патувања низ Европа со Јовановски, за кои кажа дека самата си ги платила. Инаку одбраната повлече тројца од предложените сведоци. Пред судот нема да сведочат Јовче Ременски, Владимир Тодоровиќ и Дејан Панделески.